Дозволете ми веднаш, на почетокот од моето обраќање, наискрено да ја поздравам идејата за креирање на една ваква платформа, наменета за развој на женското предприемаштво. Ние, како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку програмата за рурален развој, креиравме мерка која ја нарековме популарно рурална жена, односно мерката е поддршка за активен женски член во земјоделско домаќинство. Со ова мерка за жените кои се носители на земјоделското стопанство обезбедивме финансиска поддршка во висина до 3000 евра во форма на неповратен грант. Наменета за доработка и преработка на примерни земјоделски производи, како и за набавка на опрема, за директна маркетинг на фарма, така да во 2019 година повикот беше објавен на кој аплицираа 403 жени. Од сите пристигнати апликации, 250 ги исполнуваа условите и сите кои што ги исполнуваа условите и го добија грантот. Неодамна, заедно со премиерот, господинот Заев, ги врачивме првите 11 договори од вкупно 250 и со ова заокруживме еден процес наменет за потик на жените од руралните средини. Реализацијата ни донесе потврда дека преку создавањето на поволни услови наменети токму за нив, со помош од државата и грантот до 3000 евра, сега се во можност да започнат сопствени бизниси, да работат и делуваат во средини каде што живеат и она што нив им е секојдневна активност, да добијат рамка на мал бизнис и да го стимулираат женското предприемаштво. За да се случи сето ова, веќе во јуни 2019 за прв пат се донесува правилниците за флексибилност за растително производство, а веќе во 2020 средина на годината веќе и правилникот за флексибилност во сточарско производство. Дека политиките на владата и Министерството за земјоделство дават резултати, зборува и фактот дека бројот на регистрирани жени во единствениот регистар на земјоделски стопанства, како носители токму на овие земјоделски стопанства, е во постојан пораст, така да во последните 3 години бројката е зголемена за 2000, или во просек некаде 700 жени предприемачи или носители на земјоделски стопанства стануваат директни носители кои што се вклучуваат и во бизнисот. Тоа е уште еден индикатор дека се менува свеста и кај жените и во домаќинствата од руралните средини. Благодарение на мерката, сведоци сме дека сме потикнале промена на сопственицка структура. Сето ова значи дека со новите политики влијаеме на многу нивоа и придонесуваме жените од руралните средини да го добијат вистинското место во општеството. Нашата следна цел е висината на грантот да биде зголемена. Со ова само ја потврдуваме сериозноста со која пристапуваме кон создавање на навистина родово еднакво општество. Со националната платформа за женско предприемаштво и со поддршката од ЕУ, Стопанската комора, како и невладиниот сектор, убеден сум дека ќе постигне уште поголеми резултати. Со тоа, истовремено ќе докажеме дека нашите заложби за родова еднаквост и за развиено општество се во рамките на рамномерен регионален развој, кои не се само на хартија, туку се и реалност. Шансата која ја добиваат жените за да го развијат женското предприемаштво, сушност е шанса и за целото општество. Жените предприемачи ќе развијат нови производи, нови брендови и нова додадена вредност на македонската економија. И со тоа повторно ќе покажат дека знаат, можат и умеат.